Вести на Канал 8, добро дојдовте. Министерот за земјоделство Димковски оствари средба со земјоделските производители од Кочанскиот регион, при што се разговараше за актуелни теми од оризопроизводството. Тој најави подршка од државата за обновување на Институтот за ориз заради одржување и креирање нови домашни сорти. Рестартирање и јакнење на улогата на Институтот за ориз заради одржување на досегашните и креирање нови сорти ориз најави министерот за земјоделство Трајан Димковски при средбата со оризопроизводителите од Кочанскиот регион. Ние минатата година им дадовме веќе во владение и земјоделското земјиште. Институтот е во проблеми со кадар подолго време. Затоа заложбата е да доколку немаме луѓе таму, немаме нови вработувања, немаме луѓе посветени кои ќе работат на нова проблематика, односно за тоа и намената за Институтот за контролирање семења споредба, што ни се случуваше. Знаете дека доаѓа надворешни фирми кои промовираа свое производство, односно промовираа свое семе, сите имаат некој посебен интерес. Затоа празнината помеѓу земјоделците и бизнис секторот кој што недостасува кај нас се токму институтите. Затоа фокусот ни е, во овој момент зборуваме за институтот во Кочани за ориз, но и сите други институти во државата, дали се тоа за лозарство, институтите за поледелски или житни култури, така да интересот и од тука ќе може да гледаме кои сорти ќе бидат по адаптабилни на нашето поднебје, бидејќи сега гледаме што се случува. Генетиката оди многу напред, се произведуваат постојано нови сорти, но да не дозволиме земјоделците да експериментираат, тоа треба да биде улогата на институтите и затоа фокусот ќе ни биде токму за развој и јакнење на овие организации. На средбата со земјоделците од регионот, Димковски разговараше и за употребата на заштитните препарати и нивна контрола при увоз од страна на Државниот инспекторат за земјоделство. Според програмата за финансиска поддршка на земјоделство за 2019 од мерката 1.3 за оризова арпа исплатени се вкупно 7.659.880 денари кон 298 лица. Во насока на поддршка и развој на оризопроизводството, во изминатите 3 години неколку пати се зголеми и субвенцијата за оризова арпа. Ова година и цената на оризот бележи пораст, односно од 49 денари за килограм. Лани годинава откупната цена на белиот ориз е 58 денари за килограм. Цената на арпата за 2018 изнесуваше 14 денари за килограм, додека пак 2019 е 25 денари по килограм. На крајот, министерот посочи дека се вложува и во подобрување на условите за земјоделското производство, пред се во системите за наводнување. Како пример за тоа го посочи почнувањето со градба на браната Речани, која ќе овозможи наводнување на нови 1500 хектари земјоделско земјиште. Привршува реконструкцијата на повеќенаменското спортско игралиште во Градовци. Поставен е нов асфалтен слој на теренот, а ќе се обноват и спортските реквизити, најавуваат од општина Кочани. Реконструкцијата на игралиштето во дворот на подрачното училиште Никола Карев во Градовци е при самиот крај. Градежната механизација го поставува асфалтот на повеќенаменскиот терен, чии димензии се 22 на 33,5 метри. Според информациите од стручните служби, игралиштето ќе биде оградено од едната страна. Ќе бидат поставени клупи и канти за отпад, а реквизитите ќе бидат освежени. Овој терен, покрај тоа што се користи за часови по физичко воспитување, е добредеден и за рекреација на жителите од селото, како и за организирање турнири во мал фудбал. Реконструирани и подготвени за користење се и повеќенаменското игралиште во Тракање, како и игралиштето за мал фудбал во Прибачево. Исто така привршува и изградбата на детското игралиште во трговскиот центар, каде се поставува гумената подлога. Уредувањето ќе продолжи со озеленување на околината и поставување урбани елементи. Годинова општина Кочани изгради нови детски игралишта на 5 локации во центарот на градот, како и во Градовци, во Белското Маало, на селбата Дрчевик, а ќе се довршува и малата инсталација спротив ветеринарната станица. Во наредниот период е најавена реконструкција на другите игралишта во градот и во населените места, како и целосна реконструкција на детското игралиште во населбата Бавчалук.
Председателот на Комисијата за култура на СДСМ имаше работна средба со дел од музичките, ликовните и другите културни работници од Кочани. На средбата се разговараше за актуелни прашања од областа на културата и за можностите да се обезбеди подршка од државата за реализација на повеќе проекти со културен предзнак. Кочани има одлични услови и потенцијали за понатамошен развој на културата, зашто во новиот 4-годишен мандат на владата на СДСМ ќе продолжи поддршката во поглед и на инфраструктурата и на соодветните кадри. Ова, меѓу другото, беше речено на средбата што председателот на Комисијата за култура на СДСМ и поранешен министер за култура Роберт Алагјозовски ја имаше во четвртокот попладне со дел од ликовните, музички и другите културни работници од Кочани. Нашето мислење е дека Кочани е одлична средина и дека има капацитет за развој на културата. Има многу културни работници кои што се вредни, школувани на врвни институции, кои што сега се повторно во градот и внесуваат нов дух. Тој нов дух ние како власт го препознавме и спремни сме и понатаму да продолжиме да соработуваме. Тој дух започна со реновирањето на објектот зад нас, зашто културните работници и Центарот за култура беа спремни, ние како Министерство веднаш изреагиравме и локалната самоуправа даде голем придонес, така што за нас Кочани е една успешна приказна и таа приказна ќе продолжи и со сите други планови и објекти, а со новиот закон за култура кој што ќе го донесеме, тоа ќе биде прва задача на новиот парламентарен состав, е врз база на тој закон да манифестации како што е на пример ДАФ или други успешни проекти да добиваат долгорочна поддршка, а да не очекуваат дека секоја година може ќе добијат помалку или нема воопшто да бидат селектирани во програмата. Алагјозовски најави приоритет во решавањето на сегашната состојба со споменикот на слободата, односно за негова реставрација и конзервација, но и за физичко обезбедување, за да не продолжи неговото пропаѓање. Освен за институциите и здруженијата, тој најави поддршка и за проекти на самостојни уметници и поединци. Пресконференција одржа Општинската организација на СДСМ од Кочани, на која кандидатката за пратеничка Марија Ангелова побара поддршка од граѓаните за нов 4-годишен мандат на коалицијата Можеме. Гласањето на 15 јули ќе биде со целосна заштита. Обезбедени се сите мерки за заштита од ковид. Ја бараме вашата поддршка. Го бараме вашиот глас за уште еден мандат. За да ги продолжиме добрите политики. За да продолжиме напред уште побрзо и да не ја испуштиме шансата што заедно ја создадовме за оваа наша убава земја и за нашиот народ. Одлучуваме за сопствената иднина, за иднината на најблиските и за иднината на нашата земја, за заедништвото. Одлучуваме дали ќе одиме напред или ќе се враќаме назад, дали ќе растат платите за сите или ќе се полнат џебовите на луѓето на Груевски, дали ќе се заштитиме од ковид или ќе оставиме неодговорни луѓе да донесат хаос, паника и закана за здравието на сите. Дали после НАТО влегуваме во ЕУ или ќе им дозволиме да го поништуваат договорот од Преспа и да не носат во провалија. Немојте да мислите дека работата е однапред завршена. Не е доволно само да веруваме дека СДСМ ќе ја води следната влада. Секој од нас да превземе чекор и да учествува во големата одлука. Да не дозволиме да ја прекоцкаме шансата што заедно ја создававме овие 3 години. Затоа на 15 јули да дадеме масовна поддршка за коалицијата Можеме, која носи сигурност и заштита за здравието на граѓаните. Пресконференција одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, чија тема беше образованието. При тоа кандидатот за пратеник Миле Левков представи дел од партиската програма што се однесува на унапредувањето на условите за подобрување на образовниот процес на сите нивоа.
зголемување на средствата за образование од 3,7% на 5% од бруто домашниот производ. Зголемување на средствата кои се одделуваат за наука на минимум 1% од бруто домашниот производ. Предвидуваме 5 мерки составени од вкупно 49 проекти. Мерка 1. Заекнување на инфраструктурата на образовниот систем во Македонија, составена од проекти како што се реновирање на студентски домови, Национален центар за далечинско и учење. Мерка 2. Основното и средното образование, темел на нашата иднина, составена од проекти како реформа на наставните планови и програми во основното и средното образование и образование за сите. Проектот овозможува поддршка на лица кои од какви било причини во минатото не го дооформиле образованието. Мерка 3. Високото образование, темел на македонскиот просперитет. Мерка 4. Науката како национален интерес. Развитокот на науката и технологијата влијае на целокупниот општествен развој во државата, вклучувајќи економски напредок. Мерка 5. Образование за лица со попреченост. Образованието на лица со посебни образовни потреби е базично човеково право и општеството има должност истото да го обезбеди. Квалитетното, модерното и ефикасното образование представуваат стратешки приоритети на државата. Тоа представува темел за остварување на приоритетите во областа на економскиот раст, развитокот на демократијата, општествениот и личниот развој на граѓаните и севкупно подобар живот во Македонија. Туристичките агенции единствени во барањата да бидат дел од процесот на туризам со ваучери преку проектот на владата Дома си е дома, но и да имаат профит од него, не само да посредуваат. Сите се согласни дека летната сезона 2020 пропадна, така што очекуваат помош од државата и продолжување на субвенционирањето на платите од 14.500 денари. Туристичката сезона 2020 пропадна. Граѓаните се плашат да одат на одмори и да патуваат, иако границите се веќе отворени. Туристичките агенции се во голема загуба и се жалат дека не се вклучени во проектот Дома си е дома. На страната веќе се објавени спестувачките капацитети, каде граѓаните со туристички ваучер можат да одат, но не мора да ангажираат туристичка агенција. И покрај тоа што неколку пати апелираат да бидат вклучени во потикнувањето на домашниот туризам, туристичките работници сега велат дека не се дел од проектот. Бараат да бидат вклучени во проектот, но и да имаат профит од истиот, не само да бидат посредници. Секако нашата туристичка агенција Автоатом се приклучува кон барањата на нашите колеги од секторот туризам, затоа што со издавањето на самите ваучери Дома си е дома, можат да се искористат кај нас, но сепак тие пари и парите од ваучерите одат пак назад кај државата. Така што ние се уште работиме со загуба. Факт е дека летната сезона 2020 пропадна затоа што границите не се отворени, луѓето имаат се уште одреден страф за патување. Сега, значи ние ги нудеме аранжманите во Македонија, нели, најатрактивен е Охрид, мора да признаеме. Секако имаме и во Струга, имаме и во Дојран, но пак ќе кажам, се уште постои тој страф за патување и за летување. Затоа што, нели, секој ден сме сведоци дека излезуваат секакви некои нови симптоми на COVID-19, дека се пренесуваат преку воздух, па се пренесува преку песокот на плажите и така натаму и така натаму. Поради кризата, туристичките агенции веќе 5 месец не работат и се без приходи, поради што повторно поднале барање до надлежните за добивање на помош. Захариева додава дека единствени се и во ставот, како и досега, да продолжат мерките на владата за субвенционирање на платите од 14.500 денари, бидејќи ако престане и тоа, ќе останат на улица.
Од Министерството за економија пак тврдат дека сите туристички агенции кои поседуваат лиценца се вклучени во проектот, но треба сами да склучат договори со сместувачките капацитети. Туристичките агенции може да склучат договор со некој од објектите и да продаваат аранжмани на лица кои поседуваат ваучер, односно да посредуваат и да понудат дополнителни услуги, транспорт, водич, храна, пијалоци и слично, со тоа што лицето задолжително ваучерот ќе го приложи во објектот каде што ќе престојува, а истиот објект ќе го фактурира износот до Министерството за економија. Доколку туристичката агенција на клиентот му продаде аранжман со цена повисока од вредноста на аранжманот, ваучерот од 6000 денари клиентот ќе го приложи во хотелот, а остатокот до целокупниот износ на аранжманот ќе треба да го плати во агенцијата, се вели во дописот на Министерството за економија. На страницата Дома си е дома објавени се сместувачки капацитети во повеќе градови во земјава. Туристичките ваучери од 6000 денари ги добија лица со примања до 15.000 денари. Може да ги користат од 15 јули до 15 декември. Драгица Минова и Викторија Симеонова од Кочани се учесници на онлайн надпреварот по потрага по таленти под наслов Ново име во Македонија. Станува збор за нов проект со желба да се подражат и охрабрат младите да го представат својот талент. Граѓаните можат да им помогнат на младите девојки да победат со гласање на линк, а првото место ќе им донесе 2500 евра. Младите и талентирани музичарки Драгица Минова и Викторија Симеонова се во конкуренција за победници на онлайн надпреварот Ново име, што во целост го реализираат компаниите ХТЛ Македонија и брендовите членки на групацијата Новоматик. Тие учествуваат со свое видео во кое Викторија свири на гитара, а Драгица пее и се борат за освојување на првото место, кое ќе им донесе награда од 2500 евра. Гласањето започнува онлайн на 16 јули и тие ја бараат поддршката од граѓаните на Кочани и пошироко со давање глас на линкот со претходно најавување. Јас и дати се пријавивме на надпреварот со едно име, надпреварот е нов, се вика Ново име. На надпреварот може да се пријават млади лица кои се талентирани и не се ограничени каков талент тоа може да биде. Било каков имаме, потребно е да пратиме само видео во кој ќе го истакнеме нашиот талент, а потоа преку гласање од страна на народот ќе одлучат кој е победникот. Јас свирам на гитара веќе 5 години, со дати се познаваме и дружиме веќе 3 години и свиреме заедно, се забавуваме, а веќе сакаме и да почнеме со настапи на локално ниво, веќе почнавме во некои кафичи и барови, па се надевам дека имаме поддршката од народ. Ние се представивме со песната I Will Survive, а веќе со Викторија се дружиме 3 години, како што кажа и таа. И гласањето почнува од 16 јули. Се надевам дека ќе имаме и поддршката од народот. И наградата е парична, односно 2500 евра. Нашите планови се многу големи, веќе полека се остваруваат и почнуваме со свирки, така и ќе продолжиме понатаму. Јас одев порано, прво свирев на гитара, потоа свирев на клавир, но потоа се откажав од тоа и продолжив со пеењето, а Викторија свира на гитара. И двете девојки учат медицина средно образование, но љубовта кон музиката им се пројавува од мали нозе и не се откажуваат, туку ја надоградуваат. Подготвија и нова композиција и песна поврзана со здравствената криза со COVID-19 под наслов Корона, која за кратко време ќе ја промовираат во јавноста. Ново име е нов проект со желба да се поддржат и охрабрат младите од Македонија да го представат својот талент и да добијат поддршка за негово унапредување во вредност од 2500 евра. Ова е втор круг на пријавување и одржување на онлайн надпреварот. Првиот се реализираше во јуни.
почнувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Довидување.